Од 17 до 25 овој месец во општина Ѓурче Петров ќе се одбележува денот на општината со повеќе културни активности и манифестации. Меѓутоа, освен на оваа тема со градоначалникот Александар Стојковски ќе поразговараме и за останатите теми кои што се од исклучително значење за граѓаните. Ќе се случуваат, како што кажав, културни настани. Може ли ни кажете што точно ќе се случува, кога и на кои локации? Така, и оваа година традиционално ќе се одржуваат во Ѓорче Петров на недела посветена на културни и на спортски активности кои што се во чест на одбележувањето на денот на општината Ѓорче Петров, тоа е 20 септември. Направивме план и програма за цела недела, официјално кажавте и вие дека започнуваме на 17, тоа е во сабота, а завршуваат настаните на 25. Насловот на сите активности е Звуците на културата 2022 година. Нашето мото е наша приказна, наша традиција. И гледавме во делот на програмата да вклучиме што е можно повеќе настани кои што би се поврзале со нашата изворно со македонската традиција, со нашите обичаи и сметам дека успеавме во тоа. Може јас да кажам делот активностите. Ако во интерес на настаните, а тоа е стартуваме на 17 со два традиционални настани. Во текот на денот ќе имаме фестивал на органска храна кој што ќе го организираме на Корзото во Ѓорче во Реанскиот парк, додека пак попладнето за прв пат во општината Ѓорче Петров ќе се изведе традиционален фестивал Златен вес во организација на КУТ Григор Приличев, кој е најстарото културно-уметничко друштво во Ѓорче Петров, а ќе присуствуваат и културно-уметнички друштва од повеќе држави. Овој настан ќе биде дводневен. Првиот ден ќе се одвива со дефиле од општината Ѓорче Петров во паркот и настанот главен ќе биде во паркот после 18 часот, додека пак вториот ден ќе биде исто така по плането, но ќе сакаме да дисперзираме малце со настаните и да бидеме присутни, да речам, и во другиот дел на општината Ѓорче Петров, не во централниот, ќе имаме дефиле кое што ќе биде во Волково и повторно ќе имаме настап на тие културно-уметнички друштва на спортското игралиште Бранители. Паралелно со ова во недела во 12 часот ќе има фестивал за најмладите, детскиот фестивал Соната, точно напладне. Понеделникот исто така имаме спортски активности со првачињата кои што ќе ги собереме сите на стадионот Млади лавови да имаат заеднички активности во делот на спортот. Во вторник и официјалниот дел од прославата денот на општина ќе имаме предпладневни активности со традиционалната свечена седница која што и оваа година доколку временските услови не послужат, ќе биде исто така во паркот, додека пак по плането за после 18 часот имаме богата културно-уметничка програма за Ѓорче Петровци. И последниот дел од програмата е резервиран за викендот, исто така. Сабота на 24.9 ќе имаме ден исполнет со повеќе активности. Во предпладневните часови ќе започнеме со крводарителска акција во Домот на културата Ѓорче Петров. Во истиот ден ќе имаме организација на културно-уметничкото друштво 7 осмини, исто така од Ѓорче, кој што ќе се одржи во паркот. Имате еден интересен проект од Бистра преку Дервен до Ханриево. И како што започнуваме неделата, практично така и ќе завршиме во делот на културните активности. И за прв пат морам да нагласам, на 24 ќе се одржи во Ѓорче кинолошка изложба во организација на кинолошкото друштво Поларис, која што ќе биде, да речеме, така поголем обем со посебен тип на активности, за да во недела завршиме со еден собир. Викаме, ние го крстивме сите во Кучково, со цел да ги промовираме новите пешачки и велосипедски патеки во тој дел. Ја користам приликава да ги повикам сите жители на општината со велосипеди, кои пешки да дојдат на самиот настан, на кој што ќе имаат можност и да ги видат новообележаните пешачки патеки и новата кружна велосипедска патека на самиот локалитет. Би ве прашала каков интерес очекувате? Со оглед на тоа што минатите години поради пандемијата немаше толку голем интерес, меѓутоа овој пат се ослободија на некој начин граѓаните. Особено очекувам интерес бидејќи еве летово имавме можност да имаме еден хуманитарен концерт кој што побуди голем интерес кај жителите на Ѓорче Петров. И токму заради тоа и овој пат ангажиравме локални уметници кои што морам да потенцирам дека
без никаков финансиски надомест ќе настапуваат вечерта на самиот настан, ќе настапува Стојна Николова, ќе настапува Мијата и ќе настапува Даниел Дан. А вечерта ќе заврши локалниот диџеј Горан. Сега наставна од овие културни активности, јас би сакала да ве прашам и за останатите инфраструктурни проекти кои што ги интересираат Ѓорче Петровци. Меѓутоа актуелно е деновиве малото или големо несогласување помеѓу градоначалничката Данила Арсовска, директорите на јавните предпријатија, ќе ве допрели и вас како градоначалник ова несогласување? Па видете, ние во досегашната работа со градот Скопје, со градоначалничката Арсовска имаме позитивни искуства, бидејќи се реализираат доста проекти од градот Скопје. Асфалтираме над 20 улици во вкупно должина преку 5000 метри. Еве во скоро време го отворивме, започнавме со изградба на мегапаркот, така да би сакал јас во интерес на граѓаните на Ѓорче Петров да продолжи соработката со позитивни проекти и да ги решаваме заеднички проблемите кои што ги имаме Ѓорче Петровци. Ќе се реализира ли паркот местото на некогашната депонија во Ново село? Па паркот е во реализација, така не гледам причина зашто не би се реализира. Добро, освен овој парк што го споменавме и овие делови од соработката со град Скопје, на што друго работите? Па еве во изминатиот период отворивме 3 нови детски занимални во клонот Детелинка од градинката Росица, со што го зголемивме капацитетот за некои 100 дечиња зупиш во градинките. Дополнително во моментов во завршна фаза изведбата на реконструкција на 2 основни училишти, подачното Димитар Беровски во Хром и основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село. Би ве прашала и околу градинката во Волково, конечно ќе се пушти ли во употреба? Па вака од наша страна се завршени сите технички работи кои што беа побарани од нас да се изведат тие заштитни огради, сето тоа што требаше се заврши од наша страна е завршено. Се чека на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за финансии да ги одобри согласностите за вработување на персонал со цел да можеме да отвориме и да примиме деца. Колку вработувања побаравте за градинката во 28 според систематизацијата се 28 работ. Првично беа, мислам дека до 35, но дозволија 28. Би ве прашала и околу општинската зграда. За ова интервју се уште го правиме во старата општинска зграда. Ќе биде ли пресилбата наскоро реализирана? Па искрено се надевам, во буџетот имаме планирано средства за тоа. Еве во тек беше и постапка, односно јавна набавка со цел да се видат градежните работи кои што се недовршени во самата општинска зграда да конечно да бидат изведени. Отварањето на новата општинска зграда ќе значи многу за општина Ѓорче Петров, затоа што од аспект на функционалност за жителите пред се, затоа на едно место ќе успева да ги добиват сите услуги кои што за сега мора да ги добиват на 5-6 различни локации, да не речеме повеќе ако ги имаме во предвид отворените канцелари во Волково и во културно-уметничкиот дом Ѓорче Петров, бидејќи на двете локации имаме, плюс инспекторатот ни е на трета локација во друга местна заедница, урбанизмот ни е на четврта, административниот дел на општината е на пета. Во овој начин луѓето лутаат постојано и може да се случи за една работа да завршат, да поминуваат по повеќе од 2 до 3 километри, да кажам, патување за да завршат една работа и за нас од аспект и на заштеда ќе значи многу. Едно од главните слогани на вашата предизборна кампања беше општина без кал. Сега бидејќи следуваат врнежливи периоди, ќе има ли кал оваа година? Видете вака, ние работиме уште од првиот ден да има што е можно помалку кал и за мандатот мој целосен наречено 4 години да навистина Ѓорче Петров го видиме без кал. Јас сум свесен за проблемите кои што ги имаат жителите на Ѓорче Петров во различни делови на општината и затоа сум од прв ден силно фокусиран тие да ги надминеме, затоа го спомнав и првиот проект кој што беше таков опфат со кој што опфаќаме повеќе од 20 до 25 улици во самиот проект, голема површина, околу 5000 метри должни на нови патишта, тоа се можеби 400 фамилии кои што директно ќе бидат засегнати, оние кои што до скоро излагале вокал пред своите дворови. Искрено се надам дека ако продолжиме со оваа динамика и со зголемен капацитет, дека сигурно дека Ѓорче ќе биде општина без кал до крајот на мојот мандат.
користењето на социјалните мрежи ја олеснува работата, така да сте на некој начин поблиску до граѓаните, ги читате ли коментарите, сугестиите, кога ви кажуваат дојдете ваму, таму има проблем? Во слободно време, кога сум не ми одзема тоа многу време, ги проверувам пораките кои ми стигаат во инбокс, често знам да одговорам директно на барањата или на некоја многу мала интервенција која треба или информација да се даде, доколку нешто не е возможно во моментот, потоа го проследувам до службите на тој начин. Меѓутоа, на вистина, чувствувам голема разлика од тоа што било во минатото во делот на комуникацијата, на овој начин имате чувство дека на вистина сте поблиску.